Од 190 слободни места на катедрата за македонски јазик на Филолошкиот факултет во Скопје, оваа учебна година се пополнети само 16 места. Информациите се поразителни и поради фактот што оваа бројка ги опфаќа и редовните и вонредните студенти. Оваа година на насоката македонски јазик во првиот уписен рок се запишале само 8 студенти, а на македонска книжевност и јужнословенски книжевности 7 редовни и 1 вонреден студент. Според професорката Искра Пановска-Димкова, која е раководител на катедрата за македонски јазик, намалениот интерес кај младите да се запишуваат на оваа катедра се должи на неисполнетите ветувања за промени на Филолошкиот факултет и немањето национална стратегија. Ние постојано зборуваме дека нешто мора да се преземе во светла на некоја национална стратегија, но за сега се уште остануваме само на ветување. Значи, прво се отворија многу групи по македонски јазик, едноставно нема толков интерес за студирање. Ако се соберат сите студенти, пак доаѓа некоја релативно мала бројка. Инсистиравме да има стипендии за студирање македонски јазик како дел од нашиот идентитет, но еве тоа се уште не се остварува. Најдобрите години секако беа пред да се отворат факултетите државни, други во Тетово македонски јазик, во Штип македонски јазик, во Битола македонски јазик. Слабиот интерес на новите генерации да ги изучуваат македонскиот јазик и македонската книжевност се должи и на неможноста за вработување, недостигот на мотивација, но и ниските плати како наставник или професор. Според председателката на образовната комисија на ВМРО ДПМН Весна Јаневска, младите се демотивираат поради лошите образовни политики, партизација при вработувањето и ниските примања доколку би успеале да се вработат. Платите на наставниците се многу ниски, тие си го бараат чарето вообичаено во странство. Од тука се запишуваат на факултети кои ќе им овозможат полесно да најдат работа или полесно да се најдат некаде во западноевропските земји. Не останува ќе никој да го брани македонскиот јазик, затоа што и тие што го бранат, полека времето си го прави своето, стареат. Знаете дека Македонија станува земја на возрастни луѓе. Бројките на запишани студенти на катедрата за македонски јазик и катедрата за македонска книжевност беа поразителни и предходните години. Лани се запишале само 22 студенти, а во 2020-та 10 студенти на Универзитетот Свети Кирил и Методи и 10 на Универзитетот Гоце Делчев во Штип во првиот уписен рок.